Ова јавна расправа е иницирана и де факто организирана од владата на Република Македонија. Ние деновиве добивме барање од канцеларијата на председателот на владата на Република Македонија, господин Заев, третата јавна дебата, расправа да се одржи овде во Македонската академија на науките и уметностите. Наша сугестија при тоа беше дека за оваа расправа е добро да се покана сите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Владата ја прифати таквата сугестија. Ние тоа се разбира го направивме со комплетни материјали кои што се доставени до сите, значи и нацртан амандманите за измени на Уставот на Република Македонија, заедно со образложението, инаку тие се усвоени на една од седниците на владата на Република Македонија, уште 2 ноември 2018 година, но исто така ние до нашите академици, чисто за информација, го доставивме и материјалот, односно еден авторски текст на академик Владо Камбовски, насловен "Природа, цел и толкување на договорот од Преспа", се разбира во функција на целосно информирање за суштината на договорот. Инаку во оваа пригода сакам да потсетам дека Македонската академија на науките и уметностите веќе организираше научна расправа посветена на оваа проблематика и пошироко научна расправа на тема договорот од Преспа, меѓународното значење и импликациите врз евроатлантските интеграции на Република Македонија. Оваа научна конференција ние организиравме на 11 септември 2018 година со присуство на голем број на луѓе, да речем компетентни, експерти од областа, и беше многу добра и многу интересна расправа која што се одвиваше овде во Македонската академија на науките и уметностите. При тоа таа научна расправа, да посетам, имаше основна цел, бидејќи е во функција на оваа дискусија, да даде објективна научна оценка за значењето на договорот и за користите на Република Македонија од конечното разрешување на спорот со името. Посебно за оние што произлегуваат од елиминирањето на пречките за нашите напредувања во евроатлантските интеграцијски процеси. Другата задача беше да даде објективна научна оценка за користите и дефинитивното разрешување на клучните идентитетски прашања. Третата работа, што ќе биде предмет и на денешната дискусија на таа конференција или цел, беше да даде научен придонес, така беше и формулирано, во толкувањето и спроведувањето на промените на Уставот и правниот систем кој ќе овозможна трајност на договор. И на крај исто така требаше објективно да се антиципираат, да се оценат економските користи за Република Македонија од овој договор и посебно користите, економските користи од нашата соработка со Грција, која што едноставно е наш стратегиски партнер и сега е тоа. Ако гледате обемот на надворешно-трговската размена, перманентно е таа на самиот врв, трета земја со која што имаме ние навистина развиена економска соработка. Во таа пригода, пак во функција на дискусијата, но вовед во дискусијата, јас ги изложив моите ставови, погледи, сваќање по сите овие прашања што ги споменав. Кажав во таа пригода дека тие ставови ги споделувам со голем број на членови од Македонската академија на науките и уметностите. И само кратко да потсетам, ние тогаш кажавме нешто што сите го знаеме и што сите го чувствуваме, дека прашањето е болно, дека е тешко, дека нема граѓанин на Република Македонија кој што е целосно задоволен, да речам, со она што е договорено со соседна Грција. Меѓутоа, исто така, тогаш укажавме на фактот дека друга алтернатива едноставно нема за Република Македонија, дека дефинитивно треба еднаш да се разреши проблемот со името, да се деблокира процесот, затоа што тоа е основата за нашиот иден напред и на економски план и пошироко интегрирање во пошироката меѓународна заедница. Исто така тогаш нашиот став беше дека идентитетските прашања со ова решение се дефинитивно разрешени и зацврстени. И тука стоиме, се разбира, на таквата констатација. Академиците ќе се
сетата, тука беа тогаш и министрите наши. Јас тогаш и подсетив на една работа што така е доста чувствителна за Македонската академија на науките и уметностите и за некои други национални институции. Имено првиот член од договорот, меѓу другото, индицира дека ќе треба да се смени името на неколку значајни национални институции, вклучувајќи и Македонската академија на науките и уметностите, но тогаш исто така посетив дека во многу земји постои традиција јавните институции да се именуваат со придавската референца на државата. Значи, Македонска академија на науките и уметностите, постои Српска академија на науките и уметностите, Француска академија на науките, Австријска академија, Бугарска академија и така натаму и така натаму. Тоа е некаква традиција, ајде да не речам вообичаена пракса во многу земји. Тоа е едната работа. Втората работа, за тоа може да се дискутира, не особено заради фактот што станува збор за неколку значајни национални институции кои што го имаат тој проблем. Тоа е Македонската радио телевизија, да кажеме, тоа е Македонската опера и балет, неколку се од тие. Има некои институции пак се посебно таму интересни, да речеме Институтот за македонски јазик. Како тој би се применувал? Постои Институт за македонски јазик. И слично, за тоа може најверојатно да се дискутира и можеби треба и експертски мислења да се изнајди некое компромис и решение дополнително со соседна Грција, особено заради фактот што и МАНУ и некои други институции, но посебно МАНУ не е типично буџетска институција. Ние сме формирани со закон, се финансираме од буџетот. Меѓутоа, другите извори, само финансирање и донации, со тек на време добиваат се поголемо значење во вкупните расположиви финансиски средства на академијата. Тука има научни проекти, домашни, особено странски, така да по таа основа европски фондови и слично доаѓаат прилично средства во академијата. И самиот концепт на академијата е малку поинако, тоа не е буџетска институција, ами на еден и друг начин, тоа е врвна фактички научна институција од областа на уметноста. Инаку ние кажавме дека без оглед на ова, идентитетските прашања сметаме дека се добро разрешени. Исто така сметаме дека економските користи се големи и неспорни. Знаете, имаше во практика оспорување, ништо не значи НАТО, нема да дојдат странски директни инвестиции, така натаму. Јас посебно тогаш се осврнав на тие работи. Таквите тврдења се апсурдни. Не можеме да бидеме ние исклучок од правилото, бидејќи на овој начин се создаваат навистина услови за динамизирање на економскиот раст, приклучување побрзо кон европските интеграцијски процеси и така натаму, а користите од соработката со Грција на економски план и на научен и културен ќе биде исто така големи. И затоа ние сметаме и мое мислење и сега дека после оваа научна расправа треба да се сумираат сите оние предлози кои што на еден и друг начин се добри, конструктивни, кои што се во духот или нема да го нарушат духот на постигнатиот договор со Република Грција. И оваа работа е дефинитивно да се заврши, да го откочиме процесот Македонија да оди напред. Јас сакам да кажам, и тоа е добро да се каже, ние немаме едногласност во академијата околу ова прашање. Има и различни погледи, сваќања, мислења. Ние секогаш кажуваме, тие се на еден и друг начин иманентни за научна институција како што е МАН. Но исто така кажуваме дека се легитимни, кредибилни. Но нивниот легитимитет и кредибилитет во голема мера зависи од тоа дали се проследени со алтернативни решенија и тие нови предлози или алтернативни решенија исто така треба да бидат добро аргументирани. Инаку е лесно да се критикува, но не кажуваме како натаму. Тоа е суштината. И мислам дека во Македонската академија на науките и уметностите постои широко распространета свест за тежината на проблем, меѓутоа исто така за бројните користи што ќе имаме од дефинитивното разрешување на овој проблем. Инаку вие знаете на денешната расправа се
насрта амандманите, 33-тиот, 34-тиот, 35-тиот, 36-тиот, 33-тиот се однесува за името на земјата, 34-тиот се однесува на промена на преамбулата на Уставот, одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот на првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ, а се споменува и Охридскиот рамковен договор. 35-тиот амандман се однесува на почитување на територијалниот интегритет и политичката независност на соседните земји и знаете, 36-тиот се однесува на грижата за припадниците на македонскиот народ кои живеат надвор без мешање при тоа во внатрешните работи на соодветните земји, односно соодветната земја. Добро, да не должам повеќе, почитувани, јас очекувам да имаме конструктивна расправа овде, да имаме коректна расправа и се разбира расправа во мирна атмосфера, како што доликува и на амбиентот овде во Македонската академија на науките и уметностите. Благодарам на вниманието.